Благодарам. Почитувана председателка, почитувани колеги пратеници, гости, почитуван државен ревизор Максим Ацевски, почитувана македонска јавност. Оваа тема за која денес имаме јавна расправа е исклучително интересна, но и тешка истовремено. Ми се допадна искрениот пристап на министерот Стефан во неговото излагање, затоа што беше реално и одговорно кажано. Вештачката интелигенција навистина нуди огромен потенцијал. Побрза обработка на предмети, намалување на административен товар, подобра анализа на податоци, откривање неправилности и злоупотреби. Но тука се јавуваат и големи прашања. Дали ние сме подготвени да ја користиме оваа технологија и дали сакаме да го правиме тоа без да ја злоупотребиме? Или можеби дали таа ќе не злоупотреби нас? Ние не смееме да дозволиме имплементацијата на вештачката интелигенција да биде стихиња, фрагментирана и без јасни стандарди. Прво, потребна е национална стратегија. Без стратешки пристап, секоја институција може да оди во различна насока, без унифицирани правила, без заеднички безбедности протоколи и без надзор. Второ, потребна е заштита на личните податоци. Вештачката интелигенција функционира врз основа на податоци, а јавниот сектор располага со најчувствителните податоци за здравје, социјален статус, семејство, образование. Особено мора да се внимава и кога станува збор за децата, ранливите категории и лицата со попреченост. Трето, мора да има човек во процесот. Ниту една автоматизирана одлука не сме да биде конечна без право на жалба и без човечка проверка. Четврто, потребен е институционален капацитет. Вештачката интелигенција не е само софтвер, тоа е систем за управување, обука, етика и контрола. Тука ќе размислиме дали имаме обучен кадар, дали имаме механизми за ревизија на алгоритмите и дали имаме регистар на автоматизирани системи. Почитувани, тука вистинската тема не е технологијата, туку всушност е човекот. Вештачката интелигенција веќе не е само во институциите, туку таа е во нашиот секојдневен живот. Буквално, таа е наш сопатник во секој наш чекор и во секое наше делување. Неосетно зазема голем дел од нашите животи. Таа предлага што ќе читаме, што ќе гледаме, што ќе купиме, каде ќе одиме, па дури и како да размислуваме. Алгоритмите не само што леснуваат работата, тие постепено го облекуваат и нашето однесување. Навлегуваат во нашето секојдневие и стануваат наша навика, нешто без кое не можеме. И тука почнува одговорноста на државата. Тука почнува нашата одговорност. Кога ваквите системи влегуваат во јавниот сектор, тие повеќе не влијаат на навиките, тие влијаат на правата. Одлука за социјална помош, одлука за здравствен приоритет, проценка на ризик, распределба на ресурси. Тука вештачката интелигенција престанува да биде алатка и станува фактор што директно го допира човекот. Затоа суштинското прашање не е дали алгоритмот е брз, туку дали е праведен, не дали системот е ефикасен, туку дали е човечен. Затоа државата мора и ние како законодавен дом многу внимателно да раководиме со вештачката интелигенција и да држиме строги граници до каде таа може да делува. Мора да се направи строга правна рамка. Бидејќи граѓаниот може да прифати дека службеник ќе сгреши, но тешко прифаќа дека никој не е одговорен за тоа што така пресметал системот. Во никој случај не смееме да се подпреме на вештачката интелигенција и да станеме анонимни. Нашата цел не е да ја направиме администрацијата механичка. Нашата цел е да ја направиме поправедна, да си помогнеме и да се олесниме на самите себе си и да ја искористиме на само позитивен начин. Истата ни нуди отворени одговори во сите сфери. Ни нуди замена во нашите работни задачи, го работи се она што ние сакаме да го работи. Но на човекот останува да одлучи како ќе ја користи. Дали за да се унапреди или за да се уназади. Дали таа ќе размислува наместо нас и со тоа ќе има контрола врз нас, или дали ние ќе ја контролираме нејзе и ќе ја тераме да го прави она што ние сакаме за побрза услуга, напредок и остварување на наши проширени задачи. Оваа расправа ја гледам како можност да изградиме систем кој нема да трча по технологијата, туку ќе ја води технологијата. Вештачката интелигенција треба да биде алатка во рацете на одговорна држава, но никако знамена за одговорноста. Да се биде предпазлив не значи да се биде против прогресот. Да се постават правила не значи да се сопре развојот. Вештачката интелигенција е сепак дело на човекот. Токму регулираниот, транспарентен и одговорен пристап е гаранција дека вештачката интелигенција ќе служи токму и само на јавниот интерес на човекот. Тука не треба да избираме меѓу модернизација и безбедност, туку сме должни да ги обезбедиме и двете. Ви благодарам.